Македонските власти повторно неми пред бугарските провокации, ниту најновиот потек со вандализирањето на се уште неотворениот македонски културен клуб Никола Вапцаров во Благоевград не беше причина за властите во Скопје да решат да проговорат. Прашавме во МНР дали конечно ќе реагираат сега за отстранувањето на буквата М од македонски, но како што веќе стана и пракса на пиар службата во Министерството на Бујар Османи, со одговор не бевме удостоени. Додека официјалните лица во Скопје молчат, реагираат македонците од диаспората. Од Сдруженијето Нов Аснон велат дека овој чин на вандализам е напад на меѓуетничката толеранција во Бугарија, чија влада не ги осудува ваквите акти и со самото тоа дава поддршка на оние кои го сториле овој вандалски чин. Нашата влада мирно и кротко си молчи на агресивната етничка нетрпеливост манифестирана против македонците во Бугарија, ефективно спроведувајќи го бугарскиот договор, точка 11 алинеја 5 од истиот. Со тоа, владата на земјата, чие име Северна го мразиме, се става на страната на тие што ја подгреваат етничката нетрпеливост во Бугарија. Молкот е главниот адут на МНР кога се во прашање секојдневните бугарски провокации, но не секогаш е така. Министерството на Османи еднаш реши да не почести со реакција, испраќајќи жестока критика кон македонските фудбалски фанови, бидејќи свирка бугарската химна на надпреварот меѓу Македонија и Бугарија во Скопје, иако фактите говорат едно, а тоа е дека молкот е главниот адут во гардот на МНР, за премиерот Димитар Ковачевски постои нека друга вистина, која сепак никој не може да ја види. Не е точно дека не сме реагирали, ние секогаш реагираме кога има дејства кои што нарушуваат углед по било кој основ. Вчера Министерството реагираше, исто така реагиравме и при една друга утакмица во која што игра репрезентациите. Меѓутоа сепак сметам дека најдобар начин да се навива е да се бодри сопствениот тим и да се почитуваат противниците. Тоа важи за нас секако, меѓутоа важи секако и за нашите противници. МНР осуда не испрати ниту затворањето на бугарски културни клубови среде Македонија со спорни историски имиња, ниту за ширењето говор на омраза на бугарски активисти на социјалните мрежи. Иако барања за одговори од медиумите пристигнуваат секој ден, тоа не е доволно Министерството за надворешни работи барем еднаш да реши да реагира.